Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Пресврт, која што оди на порталот Слободен печат и на YouTube каналот на Слободен печат. Јас сум Дејан Србиновски, јас сум водителот на оваа емисија. Емисија која што се бави со дебата, анализа, но и размислувања за светските случувања, меѓународната политика, Балканот, регионот, а со тоа и Македонија. За оваа емисија, како носечка тема, ќе биде можеби она најинтересната, се однесува на навршувањето на 100 дена од новата администрација, раководена од претседателот Доналд Трамп. Што таа донесе во светот, дали светот под Трамп се менува, што значи тоа за Балканот, за Македонија, но кој е во моментов најголемата безбедносен ризик за Македонија кога станува збор помешаноста и релациите на овие светски политики овдека во Македонија. Затоа, денешен гостин во новата емисија Пресврт е почитуваниот професор на Факултетот за безбедност Злате Димовски, за кого велам добро дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете мој гостин во Пресврт. Благодарам за поканата. Професоре, накратко на самиот почеток, слушнавте најавата за што ќе говориме, а е во вашиот домен и сегмент како професор, па би сакала на кратко на почетокот само да проанализираме, ако може така да кажеме, овие први 100 дена, иако светската јавност некако многу не им обрнува внимание на што донесе Трамп, па можеме ние чисто како вовет да продискутираме во нашиот разговор. Па еве на самиот почеток, како ги оценувате овие 100 дена на Трамп, што тој направи, што може би е најбитно, а и се рефлектираше кон нас и Македонија? Видете, многу чудна е самата демократија, особено светската демократија, и многу чудни се тие 100 дена, условни 100 дена, затоа што сите настојуваат во тие 100 дена да ги повторат сите оние ветувања, предизборни ветувања кои што ги дале на своите гласачи, кои што успеале да ги донесат на власт, и одеднаш почнуваат интензивно да ги реализираат, меѓутоа ги реализираат оние што многу повеќе ќе привлечат внимание, а оние останатите на кои што навистина треба да бидат во делот на добробитта на граѓаните, едноставно како да се запоставуваат. Жалам навистина што преоптоварени сме со безбедносни прашања, наместо да се свртиме кон економијата, кон добробитта на граѓаните, односно на севкупното човештво, затоа што немаме друга планета, немаме резервна планета, немаме каде да живееме, да ги подобриме и животната средина и све она што би значело добробит. Едноставно одиме со се повеќе и повеќе безбедносни прашања, и добро е што Трамп се заангажира практично, тоа беше и во неговото предизборно ветување, околу делот на прекинување на војната или наоѓање на некое си соломонско решение за војната која што веќе таа е 3 и кусур години помеѓу Украина и Русија, поточно помеѓу Русија и Украина, ајде така да ги дефинираме страните. Тој вети во неговото предизборие дека ќе се обиде и веќе се обидува на голема врата тоа да го направи. Од друга страна, исто така се заангажира и околу смирување на тензиите помеѓу Хамас и Израел, односно и Хезбулах, тука би можеле да го кажеме, што беше несвојствено, беше нешто што дели од нормалата да се води војна помеѓу официјална држава и помеѓу терористичка организација, но и тоа ни се случи. Така да таму веќе до некаде, барем по информациите кои што навистина се бедни што ги добиваме, едноставно тензиите се смирени, но сепак плановите за таму се сега сосема поразлични. Практично јас би ги оценил како планови кои што доколку се реализираат, ако се успеат да се реализираат, ќе поттикнат уште повеќе терористичко делување. Тоа би значело дислокација на делот кој што е кај што бе досега сместани палестинските граѓани и носење на сосема нова локација, што навистина би предизвикало еден долг период на несогласување од страна на Хезбулах и Хамас, па и на палестинската севкупно на граѓаните, и дополнително поттикнување на тероризмот. Од друга страна, она што го зборуваме за самата Русија и за Украина. Самата војна стигна до една кулминација да премногу има жртви, премногу уништена материјални добра, и едноставно целисходноста на истата веќе се изгуби. Не можеме да ја видиме зошто таа и се водеше крајно,
беше за територии, меѓутоа условно тие територии повторно се напаѓаат, се разруши севкупна инфраструктура таму, се испоубија многу граѓани, мислам, загинаа како колатерална штета и одеднаш сега стигнуваме до еден момент кога гледаме и некоја си условна согласност и од страна на Путин. Зеленски веќе мора да прифати, нели, тоа е сепак таа е нападнатата држава и мора да се бори за воспоставување на мир. Така, професор, овде би сакал едно потпрашање во вашиот одговор, дел од одговорот рековте дека Трамп во тие први условно речено 100 дена се обиде да затвори Соломонско решение за Украина, гледаме Израел, Блискиот исток, меѓутоа во истото време тој отвори нови пожари, ајде да кажеме. Тука е економската трговската војна со Европа, со Кина, неговите империалистички погледи кон Гренланд, кон Панамскиот канал и така натаму, така да како може накратко, ако може да кажеме, колку и она лошо донесе на светот, колку светот се промени семо овие негови идеи за смирување на светски војни или на жариштата, колку отвори тој нови конфликти. Ќе се навратиме пак на тие 100 денови. Сето тоа што тој сега го прави практично беше ветување. Тој се обидува сега да едноставно ги испромовира сите тие барања, се она што претходно го вети, а дали ќе има конкретна реализација оставаме на времето и да видиме дали навистина тоа ќе биде помирен пат или евентуално сето тоа ќе се реализира можеби и по пат на одреден притисок. Она што премногу загрижува тоа е делот на таа трговска војна, односно веќе воспоставена одреден систем на компарирање со големите сили, поточно компарацијата е во делот на тоа вие имате, ние имаме, вие немате, ние немаме или вие имате, ние немаме и така натаму. Во тој дел и едноставно ставање на високи царини за производите кои што се од Европа, за производите кои што се од Кина и тоа баснословни суми, нели? Па сега и од делот на Азија. Сето тоа до некаде ги смирува американските граѓани затоа што потенцира или поттикнува по мене да дел од оние капацитети, производствени капацитети кои што заради ефтината работна сила се преместија од Америка, заминаа во други територии, сега веќе се повлечат кај нив затоа што сепак мора да признаеме дека колку е возможно на брз временски период, професор, тоа да се случи? Иако Не, нема да се случи. Видете, тоа е само сега прокламација на она што требаше да го направи. И факт е дека тој едноставно брзајќи во тие 100 дена ги испромовира тие високи давачки кои што би биле за влез на одредени производи на негова територија, па одеднаш ги повлече, ги одложи за 90 дена, може би ги одложи за 900 дена, не знаеме се уште, затоа што сепак мора да седне и добро да размисли неговата администрација што добива, што губи. А факт е дека Америка е држава која што има многу од поодамна воспоставени одредени стратегии за сите овие прашања кои што ние ги направивме и многу тешко е да ги погазете тие стратегии, напротив, мора да се вклопите во истите со одредени додатоци кои што би биле позитивни, би имале позитивен ефект кај сопствените граѓани. Од тој аспект сметам дека се тоа што досега го направи беше многу повеќе популистички отколку било какви последици кои што би можеле да произлезат за овие територии кои што ги споменавме или евентуално за некакви си завземања на одредени делови од светот и така натаму, на што го заговараш истиот. Се надевам дека ќе ретерира во добар дел, затоа што на одредени места каде што тој ги лоцира као проблеми и како дека мора тие да поминат во нивна фактички интересите на американските, да ги наречеме или евентуално под нивно покровителство, едноставно би предизвикале војни. Сето тоа би било само една искра за да може да се почне војна. Така да никој лесно територија не дава. И едноставно и трговската војна ќе спласне затоа што сепак од многу поодамна таа глобализација придонесе да одредени делови од светот согласно своите ресурси да се насочат кон се она што можат да произведуваат и нормално секој си отвори свој пазар. Одеднаш затварање на пазари, затварање на евентуално можности за некако си пласирање на производи, тоа многу би ги коштало и сите држави, практично и американците. Професор Димовски, оде пред да проидеме на Балканот и она што можеби е интересно повеќе и неслушнато за македонската јавност во однос на надворешната и безбедносната политика, не можеме да не споменеме Европа. Ме интересира
Како ја гледате Европа во приказната со САД и со Доналд Трамп? Ќе успели Европа да се реформира во исто време, да одговори на новите предизвици од Вашингтон, или пак ќе како досега, или односно ќе биде можеби исфрлена во некоја трета лига каде што не ќе може да се наметне како геополитички играч за важни прашања? Видете, Европа или онај дел каде што и ние се наоѓаме практично, ние не сме дел од Европска унија, меѓутоа сме дел на територијата од Европа, од секогаш било интерес за сите држави да можат да настапат тука на самите пазари, да искористат се оно што се нуди и крајно да можат да имат влијание на тој дел. Практично и самата, ајде да наречеме, војна меѓу Русија и Украина покрај деловите кои што се сепак е влијанието према Европа, на Русија влијанието према Европа. Европската заедница, барем по моето согледување, се најде затечена од севкупно ова сега што се промовира. Очекуваа дека доколку дојде Трамп или било, да кажеме и неговиот против кандидат ако беше, дека ќе има добра волја во однос на Европа. Иако Европа не е целосно интегрирана, немаме целосна интеграција во многу сегменти, имаме усогласеност, меѓутоа немаме целосна интеграција. Очекувавме дека многу понаклонет ќе биде Трамп према Европа, затоа што сепак добар дел од државите помагаа во тој дел. И она што се очекуваше дефинитивно да ја нема ова делот на трговската војна према Европа. Не е класична трговска војна, меѓутоа кога вие наметнувате високи царини, тоа е исто како да почнувате војна во тој дел. И сметам дека Европа е затекната сега во овој период, бара излезни решенија, можеби ќе ги најде, има можности да се најдат, меѓутоа сепак мислам дека се наоѓаат сега во некоја си шахмат позиција овие лидерите кои што се од Европската унија и ќе мора во подолг временски период сето тоа да се избалансира, да се најдат можни решенија кои што едноставно нема да доведат до колапс. А инаку забележете дека во многу држави веќе имаме отпуштање на вработени, затварање на погони, затварање на фабрики, што дополнително отежнува севкупната ситуација, а тоа ќе доведе дефинитивно и до загрозување на безбедносната состојба. Тогаш тоа ми беше и следното прашање, ако економски не може да одговори и надворешно политички Европа на овие нови предизвици од довчерашниот сојузник преку Атлантикот, како тогаш ќе се остварат оние повици или идеи за европска безбедност, европска армија или европско НАТО, пандан на НАТО? Возможно ли е тоа? Со сите оние најави ги читаме во think tankovите и западните медиуми дека Европа е решена, децидна со милиарди евра да направи своја војска доколку САД излезе од НАТО. Видете, Европа од секогаш сакаше да се здружи и направи одредени чекори во тој дел, меѓутоа она што го пропушти е практично во делот на одбраната, односно на градење на сопствена, така наречена армија или евентуално на заеднички сили во делот на армијата. Факт е една работа. Сега многу потешко ќе оди тој процес затоа што Европа многу се истроши. Зборуваме од одбранбен карактер, од воен карактер, затоа што премногу средства пренесе во Украина. Следејќи го онај тренд на американците колку едноставно даваа во Украина, настојуваше Европа се повеќе и повеќе да излезе во пресрет и едноставно да даде што повеќе може на Украина за да може да се одбрани од нападот кој што го имаше и практично тука сега се јавуваат одредени проблеми кои што дефинитивно никогаш ние не се подготвуваме за војна, но сме спремни за евентуално ако дојде до такво нешто. Овде отсуствуваше тој момент затоа што најголемиот дел, односно сите држави што се во Европска унија се практично членки на НАТО. И од тој аспект очекуваа дека нема потреба тие да имаат посебно, да имаат и дуплирање на одредени активности, него дека ќе се вклопат и се вклопија во тој дел и сега кога гледат дека НАТО едноставно може да биде повеќе да биде приклонет кон самата Америка, односно кон Соединетите американски држави, едноставно се најде во небрано што правиме сега ние, ако се случи било што. Никогаш не се поставуваше прашањето што ако некој некого нападне на ниво на Европа, затоа што сепак гледавме да се повеќе и повеќе го создаваме мирот, да го твориме тој мир, едноставно да го одржуваме тој мир. Кога се појави опасноста од самата Русија, забележавме дека и држави кои што во долг временски период традиционално беа демилитаризирани, едноставно не припаѓа на ниту еден сојуз, дури не сакаа. Сега повторно се вооружуваат. И напротив, сега сакаат, веќе бараат и станаат членки на НАТО, што дополнително зборува за нивната за опасноста што нив
им бдее над главата, меѓутоа и за едноставно да ја наречеме неспремноста за да се одговори на евентуално такви предизвици. Меѓутоа, унитарноста на политика, на трешната политика на Европа е раслоена. Професор, мораме да се согласиме, можеби имате вие подруги согледување, но кога безбедноста е во прашање, мислите ли дека ќе биде унитарна или сплотена политиката на Европа да застане можеби во одбрана на своите интереси, па и против Америка? Не, видете, за заштита на сопствените интереси, мислам дека секоја држава на ниво на Европа има сопствен капацитет, а заедно дали би можеле и колку би можеле, не постои еден единствен акт кој што би можел тоа да го направи, зборувам само за европските држави, да ги издвоиме како дел од НАТО, нели? Да не се повикуваме на декларациите и оние одредби што ги има во НАТО, што значи дека се уште такво нешто нема, таков концепт за заедничко дејствување, за евентуално помош на државите, нема заеднички концепт. Може би ќе се изгради. Јас верувам дека сега за брзо време се работи на сето тоа, на таков еден концепт, но сега за сега го нема. И сето она што го споменавте претходно, а и така и е дефинитивно, дека во најголемиот дел на сегменти од општественото живење немаме усогласеност во самата Европска унија. Европската унија навистина ги следи чекорите на Обединети нации, носи тука некакви си резолуции, носи некакви си акти кои што сака едноставно да обликува свој систем, меѓутоа за жал се уште не е постигнато тоа ниво да се дише во исти дух. Него напротив имаме раздвоеност и гледаме дека се повеќе и повеќе таа дискрепанција или тоа некако си несогласување на ниво на европските држави, еве гледаме како Унгарија постапува, гледаме како Полска сега постапува и други држави, едноставно не е онај истиот дух, европскиот дух дека мора да се помагаме и крајно да имаме една и заедничка политика. Политика и напротив, кога станува... политиката е расцепкана помеѓу државите и тоа може утре за утре да доведе до низа на компликации. Од Европа логично е да се преселиме понакај дома, како што велат граѓаните. Меѓутоа има еден интересен надпис кој што се објави минатата недела од американскиот магазин Newsweek, можеби сте го погледнале, а се однесуваше за она поделба на сферите како во моментов се актуелни, дел од анализата на овој угледен магазин, интересни ставови излезе, меѓу кои може да ви ги појаснам како факт дека Европа ќе припадне на Русија, САД ќе владее со можеби дел од Блискиот Исток, тука е и дел од Африка, а на Кина и останува Азија и тоа Индо-Пацификот. Иако имаме спротивставности во однос на овие тврдења на магазинот, се поставува прашањето каде ќе припадне Балканот? Од секогаш, ако земеме уназад да ги елаборираме работите, имало различни најави. Најавите биле во прилог на некакво си исчитување или евентуално добивање на повратна информација за тоа што и како размислуваат одредени луѓе и како ќе реагираат на сето тоа. И секогаш биле користени медиумите за испраќање на тие пораки, ајде да наречеме таа пропаганда или евентуално тие вистини, полувистини и така натаму. Сметам дека и ова е така искористено, се користи од страна на разузнавачките служби најчесто, оние кои што ја кројат дефинитивно таа политика и сметам дека и ова е една така пуштена пропагандна активност која што сака да предизвика немир. Меѓутоа, од друга страна, нема логика во сето тоа што таму се споменува, затоа што нити има капацитет Русија да може тоа да го постигне, затоа што се истошти доста во самата војна. Гледаме дека навистина се истроши долг временски период, очекувавме дека за многу брзо време ќе ги постигне сопствените цели, ако веќе ги постигнуваше. Добро. Но жално е што не успеа, така да нити тоа може да се случи. А за останатите навистина мислам дека нема суверенитетот на секоја држава никој да го загрози, барем во оваа сега фаза од живењето, и сето тоа се праќаат само одредени пораки за кои што дефинитивно ова што го зборувавме претходно за Европа даваат одреден призвук или евентуално им го подигнуваат вниманието на самите државници, дајте подгответе се затоа што некој нешто сака да направи. Тоа е онај дел на праќање на субверзивно пропагандно делување кое што отсекогаш постоело, а сега е можеби интензивирано, но поради постоењето на сите овие социјални медиуми и се она што е пристап до информации многу брзо, едноставно не го чувствуваме. Сето тоа не го чувствуваме и мислам дека тоа е само пуштено едноставно
една пропаганда која што дефинитивно би била за да ги почувствува сите оние реакции кои што ќе ги има, но јас не прочитав некакви посебни реакции, односно не Дека ќе има некакви реакции врз односот на Балканот. Меѓутоа, индиферентност на Европската унија де факто е присутна, односно неприсутна на Балканот. Дали можеби тој вакуум ќе се искористи од Русија, од САД, можеби од Кина, на Балканот да се отворат некакви нови конфликти? Можеме да, како пример, тоа може би да биде вовед во новото прашање, се оние заговори за војни сојузи, иако внатре во Унијата ги гледаме Косово, Албанија со Хрватска од едната страна и Србија и Унгарија од другата страна. Некаде се споменуваше Бугарија, некаде не. Каде е Македонија во целата оваа приказна, професоре? Видете, правењето на сојузи во оваа фаза не е ништо спектакуларно. Секој може да декларира некоја си едноставно приклонување кон другите држави. Факт е дека од секогаш Хрватска и Косово и Албанија биле во некоја си близкост, ако земеме во историјата. Она што тие го направија практично не е класичен сојуз, него е некаков си, ајде да го наречеме ние по наше меморандум за соработка, за размена на техника, размена на индустрија, разузнавачки информации, така апсолутно она што би можело да се помогне. Тоа фактички го има и на ниво на НАТО. А зошто тогаш се спомена? Зошто се сепарира? Да, сепарира, претпоставам дека се сепарира само заради позицијата на Косово, затоа што Косово не е се уште во тие сојузи, едноставно дека заради него сега се сака да се забрза процесот можеби за прием на Косово, но од друга страна еве да се потенцира дека и тие заслужуваат внимание и дека може да влезат во некакви си сојузи, па ако е така, дајте сега да нешто направиме ние дополнително. Сето тоа иритира самата Србија, тоа го знаеме, сите оние случувања што ги имаме на територијата на Република Српска. Понатаму се она што се случува во Србија во моментов. Сето она што дефинитивно се случува па и на целиот Балкан, да го наречеме. Во Косово имаме два пати обид за седница за формирање на влада неуспешни, што значи неизвестност. Така, неизвестноста е голема. Едноставно зборува дека Балканот од секогаш бил буребарот и ќе биде буребарот, меѓутоа во овој момент сега има одредени рефлексии на она што надвор се случува, но мислам дека тие се сепак многу помали од се она што го имаме. Што имаме војната во Украина, војната што имавме во Израел, на Блискиот Исток и одредени други нападите на хутите и така натаму, сето она што се случува на глобално ниво и едноставно овој ризик, оваа безбедносна закана, како да се стави под тепих, а навистина е голем. Меѓутоа, професор, овде би сакал да ве запрашам и да ве потсетам дека за време на првиот мандат на председателот Трамп во САД, тој го искористи, ги седна и Приштина и Белград во Белата куќа, односно во Вашингтон, и подпиша економски договор, ако не грешам тогаш, кој што беше за нормализирање на односите. Што мислите, може ли Трамп да понуди некакви нови решенија за Балканот и тоа да бидат експресни, земи или остави и да се затвори ова прашање тука во соседството наше? Видете, замајќи силата на Соединените Американски држави и на Трамп како председател сега веќе познат по вториот мандат, нели првиот го видовме во првиот мандат, едноставно сметам дека може. Што дополнително би можел да понуди, ако веќе имаме одреден, ево да кажеме, договор, дали дефинитивно би побарал признавање, де јуре да оди, де факто е нели признато, меѓутоа де јуре сето тоа да се реализира, можда би било. Што би добила Србија за возврат тогаш, според вас? Токму тоа е сега прашањето, што сакав јас да го наметнам и да прашам, вие малку пред мене фактички го поставивте. Многу битно е што ќе се понуди. Многу битно е. Затоа што ги знаеме условите кои што ги поставува самата Србија, да еден дел од фактички северниот дел да има автономија, да има одредена автономија, не е тоа да има тие српски општини да функционираат и така натаму. И мислам дека можно е овие сега турбуленции што се случуваат на Косово да веќе се и најавени во добар дел. Ние не можеме да навлеземе во се она што е кореспонденција веќе помеѓу администрации, помеѓу одредени сојузи и така натаму, кои што можеби намерно се прават за да се скрени вниманието на одредени други процеси кои што се реализираат. Тоа ќе го видиме, во наредниот период ќе го видиме. Можеме ли Крим да го добиеме во соседството во Косово? Па, видете, не сум сигурен дека Крим ќе го добиеме, не сум сигурен, меѓутоа дека може Косово дефинитивно да и де јуре биде
признато, тоа сметам дека би можело. Меѓутоа тука ќе се отвори повторно процесот на статусот на Босна и Херцеговина, Токму така, статусот тука на е Република Српска, апсолутно. Каде што Белград успешно ја користи како џокер во ракавот и на неколку пати, можеби сте забележале изминативе месеци дека се прокламираше од Белград за независност на Република Српска како одговор на овие надворешни притисоци. Секако, видете, тоа се одредени прашања кои што одамна флуктуираат, некогаш се поинтензивни, некогаш се со намален интензитет, се тоа зависи во кој период и што треба да се постигне, што фактички задкулисно треба да се понуди. Политиката е интересна, женски род е и затоа ќе мора внимателно со неа. Не сум присталица секогаш да коментирам политички одлуки и ставови, затоа што сепак сметам дека тоа се изнудени, времени. Згора на све, еве гледате дека на Балканот секоја политичка изјава оди во прилог не на она што е генералниот став или евентуално на стратегиите, кои што се веќе зацртани, него дефинитивно од влијанието во моментот, моменталната состојба и во поголемиот дел едноставно не верувам во истите, затоа што сепак има одредена доза на прејудицирање на одредени факти кои што не држат и едноставно не можеме да ги забележиме. Така. Овде би сакали да се префрлиме на Македонија, можеби кај што ќе биде најинтересно во однос на вашите познавања. Ако се земе во предвид дека професоре се она што се случува во светот, во минатото нереално или реално се префрлало и безбедносно и политички кај нас во Македонија и за време на косовската криза, бегалските кризат, санкциите, економските санкции кои што беа актуелни во 90-тите. Како ја оценувате безбедносната состојба во моментов во Македонија и кој е можеби според вас најголемиот домашен безбедносен предизвик, односно ризик за Македонија? Видете, за да направите проценка на безбедносната состојба ви требаат многу сознание, многу податоци, многу информации, така да нема си дозволам луксус да ценам вака или онака, меѓутоа можам чисто за граѓаните да кажам дека не сме загрозени, нешто посебно, не постои некој си посебен, ајде да кажам, ќе се употребам вашиот насловот на вашиот весник печат, кој што би можел да биде поставен за одреден проблем кој што е над другите. Меѓутоа, во секој случај, за да се процени целокупната безбедносна состојба, ни требаат многу информации да ги добиеме. Многу е интересно она што кај нас се случува, имено преоптоварени сме со премногу, она што добиваме како информации, разработка на одредени криминални дејствија. Факт е дека во светот тоа го нема. Криминалот си е криминал, тој си тече, за тоа се формирани институции кои што се занимаваат со истото. Тие го откриваат или не го откриваат, пресудуваат или не го пресудуваат судовите. Обвинителството како си работи, си има за тоа своји институции кои што ги следат. Кај нас, ние сега сме во еден период, наместо да се занимаваме со економски прашања, нешто се занимаваме можеби со нешто повеќе што го има, ева во азиските држави дознаваме дека таму има и посебни министерства за среќа, како можеме граѓаните да ги направиме посреќни, наместо да се шири ова некаква си летаргија, некаков си начин на безизлезност и така натаму. И мислам дека со самото тензирање, особено тоа го прават медиумите за да бидат читани, за да бидат сепак во тек, и на најмала некаква си активност, било што, оди тоа на главни вести. Зашто да оди на главни вести и зашто тоа да го прима секој граѓанин кој што навистина нема врска со сето тоа. Ние треба во поинакво светло сето тоа да го представиме и можеби многу повеќе да се фалиме или евентуално да ги разработуваме темите кои што се од секојдневното живење, не е само безбедноста. Како да ги разработуваме темите од секојдневното живење, професор, кога криминалот во институциите гледаме кој е данокот, жртви имаме во Кочани, имаме корупција во судството, ниска доверба во институциите на граѓаните. Нели оценувате според вас дека криминалот можеби е најголем безбедносен предизвик од натре? Не, дефинитивно за безбедносен е. Тоа е и безбедносен феномен е тоа. Меѓутоа зборуваме за нешто сосема друго. Ако ние секојдневно не ги оптоваруваме граѓаните со тоа дека не знам колку 2200 сообраќајни прекршоци имало, дајте тогаш да разговараме за сообраќајот. Што е она причина што ни доведува, не со некакви си фрагментирани, не знам, акции, и јас сум ова, и јас сум она, пешак, возач, не знам што, дајте да донесеме нешто што ќе биде стратегија? Драстично, драстична промена во нашето однесување. Не може самата камера било што да придонесе. Да, ќе придонесе, меѓутоа дајте ние како граѓани да придонесеме околу сето тоа. Да го смениме оној мајндсет, едноставно дека очекуваме
да слушнеме како казнува. Попростете, меѓутоа сообраќајната полиција не е само за казнување, сообраќајната полиција е за регулирање на сообраќајот. Кога имаме регулирање на сообраќајот? Ова само го наметнав чисто формално и си работат тие својата работа, да не испадне дека јас ги критикувам, меѓутоа зборуваме за сегменти од она општествено живеење. Ние многу малку зборуваме за состојбите со малите деца во градинките, така? како ни се понатаму, како се во средното образование, како граѓаните се справуваат со одредени, ајде да кажеме, животни проблеми, како се снаоѓаме со проблемите кои што ни се наметнуваат во куќните совети, па ваму, па да. Нешто што го има, ако отворите било кој од странските медиуми, ќе видите дека тие теми се разработуваат. Кај нас ако земете во главните вести, едноставно хит е да се каже дека некој некаде, не знам, извршил разбојништво, некој се обидел некого да го натепа, имало тепачка вечер, не знам каде. Простете, меѓутоа тоа не е поентата на главните вести. Ако ние треба да имаме. Зошто е тоа така? Заради добивање на популарност на самите медиуми. Сега ќе простите, јас вртам темата, нели, да критикувам медиуми, меѓутоа во секој случај самата тематика која промениме, ќе имаме поинаков став на граѓаните на истото. Да се навратиме на нашиве безбедносни проблеми, она што вие ми рековте, кои се тие закани и ризици кои што постојат. Постојат многу закани и ризици. Само од кој аспект да ги согледаме. Ние, ево, имавме една несреќа во Кочани која што навистина ни покажа дека за многу работи правиме пропусти. За многу работи. Али ако земете сега дека во претходниот месец загинаа, не знам, 13-15 по одредени статистики луѓе во сообраќајки, што е помал тој проблем од овој што беше ваму. Овој ќе се случи еднаш во Кочани, а ние секојдневно имаме по улиците гинат, што со мотори, што со возила, што пешаци и така натаму. Дали е тоа проблем безбедносен? Огромен безбедносен проблем. Понатаму, дали ние ја имаме севкупната граница заштитено како што треба? Мислам дека не. Имаме влезови излези кои што по таа зелена површина едноставно премногу и тоа треба да го средиме. Добро. Се зборува за мито и корупција. Да, постои мито и корупција, дефинитивно нас ни стана како дел од животот, не го чувствуваме веќе. Тоа е стил на живот. Ако одиш некаде, се знае дека биди спремен да се чепне за джепот, ние што викаме. Зошто е тоа така? Затоа што ние во нашите глави тоа си го вметнавме. Дајте да го извадиме од главите. Ама сите заеднички. Да, меѓутоа тука се реформите, тука се сите оние залагања за надмалување на администрацијата, на оние чекори каде што може да се остварат правата на граѓаните, меѓутоа секоја влада потврла кога станува збор реализирање на тие реформи, каде што ќе се отстрани корупцијата, каде што ќе се отстранат сите оние коруптивни моменти во општеството. Зошто тоа е така, професоре? Иако медиумите, според вас, како што успев да ве сватам, да, се фокусираат на оние работи кои што го засегаат и кои што можеби се црни од една страна вести, меѓутоа, доколку и тоа не се чини, кој ќе биде јавниот критичар и на власта и на застанатите реформи во секој сегмент? Не, немојте да ме разберете дека главниот виновник за сите состојби се медиумите. Напротив, не сакав тоа да го кажам. конструктивно. Напротив, така. Меѓутоа да не бидеме премногу оптоварени со такви вести кои што се од црна хроника, да ги наречеме, многу повеќе. Јас зборувам за подигнување на свеста за многу работи. Мене едноставно ми годи кога ќе слушам одредена емисија за како ние треба правилно да ги изговараме македонскиот јазик. Тоа треба навистина да е присутно што повеќе и како треба тоа се постапува и на низ за други. Дајте и за, еве што споменавме сообраќајот, дајте и во другите сегменти. Самите безбедносни закани, сега да одиме малку по она што вас ве интересира и ги интересира, предпоставувам, и граѓаните. Ние имаме доста безбедносни проблеми. Се она што се случува надвор, за оние проблеми што сега малце ги зачнавме, нели, и од регионално ниво и од пошироко ниво, едноставно имаме рефлексија во Република Македонија. Не можеме да кажеме дека немаме руско влијание кај нас. Не можеме да кажеме дека немаме влијание или евентуално присуство на одредени странски борци. Ние многу мала бројка досега имаме откриено на лица кои што престојуваат во Украина, независно ќе видиме, можеби има и во Русија, кои што се борат на нивна страна. А тоа се странски борци, дефинитивно согласно новелата на кривичниот законник кај нас. Ние ги идентификувавме во добар дел, со припомош на странските разузнавачки служби, оние што беа во завојуваните страни, кај што беа Сирија, Иран, Ирак и така натаму. Меѓутоа, добар дел од нив се вратија тука со припомош на странските служби. Ние сме држава што потпишавме репатриација, ги репатриравме назад, се обидовме преку различни програми да ги дерадикализираме. Колку успеавме, тоа можеме во друга емисија и на друго место да цениме, со податоци, со факти и така натаму. Понатаму, истите тие лица
уживаат одредени привилегии од државата и од одредени невладини организации. Сето тоа си стои, што значи дека и тука имаме безбедносен проблем. Тие се луѓе кои што се индоктринирани, луѓе кои што се подготвени, луѓе кои што учествувале веќе во некакви си воени дејствија. Од друга страна, истите тие во два наврати веќе имаме откривање на истите како се уште се организираат во некакви си тројки. Така? Тоа се ќели, терористички ќели кои што се многу опасни, тоа се замрзнати ќели кои што си одржуваат таа кондиција условно, а од друга страна чекаат сигнал само за нешто да реализираат. Тоа е голем проблем исто така кој што ние треба да го решаваме. Во интерес на времето, професоре, и еден конгломерат или односно завршница на нашиот разговор, според вас кои се можеби ги споменавме најголемите безбедносни предизвици за Македонија? Така. Корупцијата, криминалот? Да, корупција, криминал, тероризмот, кој што го има во секаде околу нас, да не се свати буквално, меѓутоа навистина флуктуира околу нас. Понатаму, се она што би значело некаква си проби во самиот систем. Ни стана пракса да си зборуваме за криминал дека некој нешто украл, а немаме докази за истото. Така? Дајте да ги обезбедиме доказите. Одговорност. Дајте да ги видиме севкупните модалитети како се условно, нели, како што кажуваат, се краде. Дајте тоа да го отврдиме, да се намали таа тензија кај граѓаните дека некој доаѓа на власт исклучиво само за крадење на пари како што тие го оквалификуваат сето тоа, него напротив дека доаѓаат со добра намера да помогнат да сите одиме напред. Кога ќе стигнеме до некое ниво поголемо, кога ќе дојдеме на позиција можеби на развој на општеството на Словенија, развојот на свеста кај граѓаните како што е Словенија, Шведска и така натаму, тогаш можеме да дискутираме сосема поинаку, да видиме кој тогаш условно би крадел. Очекувате сето ова што го споменавме во емисијата, можеби да видиме некаков призор, некаква реализација? Сигурно дека очекувам, меѓутоа ќе треба многу. Ќе треба многу и јас ќе упатам една порака од овде. Дајте сите да се ставиме во функција. Сите знаеме многу факти, а ние сме главниот носител на информациите. Човекот е главниот носител, техниката може само да ни помага. Така да од тој аспект, сите што имаат сознание, слободно нека се ослободат, нека ги изнесат на соодветните институции, на соодветните форуми, во соодветните комисии каде што треба, па дури и меѓу себе, на некој кој што може тоа да го пренеси, и мислам дека ќе бидеме поефикасни. Професор Димовски, ви благодарам за ова ваше гостување во емисијата Пресврт, за вашите изнесени ставови во однос на САД, Европа, Балканот, но и домашната безбедносна и политичка состојба во земја. Ви благодарам уште еднашка. Благодарам и јас. Почитувани, тоа беше мојот гостин во најновото издание на емисијата Пресврт, професорот на Факултетот за безбедност Злате Димовски, со кого продискутиравме за многу важни теми кои што се однесуваат на сигурноста во земјава, на институциите, Балканот, па и споменавме нешто повеќе во однос на оние глобални превирања. Ви благодарам за вниманието и ви препорачувам да се претплатите на каналот на YouTube на Слободен печат и да гледате емисијата Пресврт. Ви благодарам уште еднашка.